Она што треба да ни стои како водилка е да ги почитуваме внесувањата на овие 4 главни групи. Житарки основа на исхраната секојдневно, значи млеко и млечни производи во помала количина, меѓутоа секојдневно, поготово јогурт и кисело млеко кои што ни се корисни и од друг аспект, од аспект на млечно-киселински бактерии кои стабилизираат стомашниот систем и ни даваат појак имунитет. Овошје и зеленчук секојдневно, разновидно, најдобро сурова храна и најдобро она што е во моментот сезонско и актуелно, да не речам, фала Богу, сме поднебје кога се уште имаме доволна количина на храна која што е со добар квалитет од типот на овошје и зеленчук. И четврта работа, месни производи селектирано, умерено, замена со риба секогаш кога може, замена на масни меса со немасни, меѓутоа да не ги избегнуваме комплетно од исхраната, затоа што за развој на еден млад организам тоа е основна. Комплементи и витамини да, свесно, кога знаеме дека ќе имаме зголемен ризик од пад на имунитетот и болести, со фокус на пробиотици, витамин С, витамин Д, омега-3, масни киселини, па и бета-глукани во некој период, ако сакаме да го засилиме имунитетот, ако има ризик за разболување. Така да, значи, на целото тоа, за да биде комплетно, треба да одржиме едно редовно темпо на движење и на активности. Ако можеме минимално 30 минути во денот да бидеме физички активни, ќе се направиме добро и за себе и за тие што се околу нас.